Добре дојдовте во училница на час по математика во втора година гимназиско образование. Јас сум Драјкица Петкова, професор во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски во Гевгелија и ќе ви ја презентирам наставната единица примена на тригонометријата во практични мерења. Задача 1. Најди го аголот на отклонувањето на нишалото со должина 0,85 метри, кога амплитудата изнесува А еднакво на 13 сантиметри. Задолжително правиме цртеж. На сликата имаме правоаголен триаголник со катета А еднакво на 13 сантиметри и хипотенуза Л еднакво на 0,85 метри. Треба да го одредиме аголот алфа, кој представува агол на отклонување. Меѓутоа, најпрво мора да ги осогласиме мерните единици и затоа должината на нишалото, која е 0,85 метри, ја претвараме во сантиметри, а тоа е 85 сантиметри. За аголот алфа ги имаме спротивната катета и хипотенузата. Затоа ја употребуваме тригонометриската функција синус. Синус од алфа е еднакво на А врз Л. Ги заменуваме вредностите за А и за Л, така што за синус од алфа добиваме дека е 13 врз 85. Кога овие два броја се поделат, се добива дека синус од алфа е еднакво на 0,152941175. Со помош на калкулатор наоѓаме дека аголот алфа изнесува 8,7957 степени. Исто така, со помош на калкулатор можеме да издвоиме степени, минути и секунди. Така што аголот алфа е еднаков на 8 степени, 47 минути и 45 секунди. Задача 2. Одреди го моменталното растојание меѓу хидроавионот и пливачот според податоците од цртежот. На цртежот имаме правоаголен триаголник, за кој што го знаеме остриот агол кој изнесува 18 степени и 30 минути. Понатаму ја имаме прилегнатата катета, која воедно представува висина на која се наоѓа авионот, а тоа е 1200 метри. Нам ни треба хипотенузата, а тоа е растојанието од авионот до пливачот. Ја употребуваме тригонометриската функција косинус. Косинус од 18 степени и 30 минути е еднакво на прилегнатата катета, а тоа е 1200 метри, врз хипотенузата, а тоа е непознатата x. Од тука x ќе биде еднакво на 1200 врз косинус од 18 степени и 30 минути. Со помош на калкулатор одредуваме косинус од 18 степени и 30 минути. Добиваме дека x-от ќе биде еднаков на 1200 врз 0,9483236552. Кога ќе се поделат овие два броја, за x-от добиваме дека е 1265,39079 метри, или тоа е приближно 1265,4 метри. Задача 3. Одреди го растојанието меѓу објектот во Гевгелија и објектот во Богородица по воздушна линија според податоците од цртежот. На цртежот имаме правоаголен триаголник, кај кој што познати се остриот агол од 78 степени, спротивната катета на тој агол, која е 6,6 км, а се бара прилегнатата. Применуваме тригонометриската функција тангенс. Тангенс од 78 степени ќе биде еднакво на 6,6 врз x. Од тука x-от ќе биде 6,6 врз тангенс од 78 степени. X ќе биде еднакво на 6,6 врз 4,70453, а тоа е 1,402 км. Значи, двата објекта се на растојание од 1,402 км по воздушна линија.
Денес постојат современи апликации и софистицирани апарати за мерење на растојание меѓу објекти на непристапни предели. Може да се измерат и агли и така натаму. Ви благодарам за вниманието.